Поштовани наши слушатели и гледачи на програмата Во фокус со Силвана Павловска. Оваа програма се емитува од Мелбурн, Австралија. И уште од самиот почеток сакам да ве поздравам каде и да сте во светот и ви благодарам што ја следите оваа програма и се надевам дека ќе продолжите и понатаму да ја следите и ги известите вашите роднини и пријатели за истата. Денес сакаме да посветиме време за поимот дали Република Северна Македонија е држава, дали е лажна држава е прашањето. Ова прашање се поставува долго време, меѓутоа од гледна точка на лице кое што е стручњак за меѓународно право, би сакале да споделиме таа информација со вас, за да ви биде јасно што се подразбира со поимот лажна држава и што треба да се направи за да не биде лажна држава. Професорот Игор Јанев, за кого имаме доста време посветено на нашите програми поточно, вели дека и ова нешто што го вели, што јас ќе го цитирам сега, беше излезено во јавноста, може би не во јавноста, меѓутоа јас имам информации кои што се од 25. ноември 2022 година, значи 25. тоест ноември 2022 година. Насловот е дали Република Северна Македонија е лажна држава. Како се дефинира лажна држава и да изложиме сега кои се тие критериуми. Како прво, нема суверенитет како основен елемент на државноста, а не е формално протекторатот на друга држава. Нема договор за протекција. Второ, нема правна способност да се представува со инхерентниот слободно избран идентитет, кој кај нашиот случај во Република Северна Македонија, пример, не е ниту суверен идентитет, туку договорено регулиран со друга држава. Трето, нема независна правна личност и нема капацитет со собствениот легитимен правен идентитет да стапува во меѓународно правни релации и представување. Има фундаментално дерогирана или деградирана правна личност, која не може самостојно и независно да врши меѓународно правни работи или да се правно представува во односите со другите меѓународно правни субјекти. Пето, нема независно и самостојно дефинирана сопствена народна или национална популација под државна юрисдикција, па така дефиниција на носителите на суверената власт зависи од другите меѓународни субјекти. Националното или етничкото редефинирање на народот не е дозволено во меѓународното право. Образложение за оценка околу лажниот карактер на држава со назив РСМ. РСМ нема изворен инхерентен правен идентитет. Тоа е факт, бидејќи истиот е регулиран со меѓународен договор во вид на идентитетска спогодба со државата која не и признава националниот идентитет. Имајќи предвид дека државно-правниот идентитет, кој со договор е редефиниран, представува и основен елемент на правната личност, а преку ова и елементот на државноста, произлегува дека
Novo создадениот правен идентитет е нелегитимен, односно без изворна инхерентна согласност дадена од народот како суверен или изворен властодржец. И дека имаме од овој фундаментална деградација на правниот капацитет за националното и државното представување. Имајќи предвид дека државното представување е основниот елемент на меѓународноправниот субјективитет на една држава и дека идентитетските договори се нелегални, и од овој факт дека таквите се сметаат за наметнати и оттаму нелегитимни. И од овој факт дека оваа правна способност или представување не е независна и дека идентитетот е нелегален. Нелегалност на правниот идентитет произлегува од отсуството на инхерентниот идентитет и нелегитимниот вид на регулацијата со кој настанал нов идентитет како наметнат. Поради наметнатиот идентитетски аспект, произлегува дека идентитетот на државата, тоест државноправен идентитет, е лажен, што произлегува и од деградирана правна способност за независното дипломатско или државно представување. Поради оваа последна околност, државниот идентитет не може да биде легален, имајќи предвид дека легалниот идентитет не може и не смее да предизвика последици од типот на деградација или дерогирање на основните правни капацитети на правната личност. Од фактот што правната личност е најосновен дел од државноста, представување исто така се смета за основен дел од државноста. Понатаму, имајќи од горе наведеното предвид дека правниот идентитет е нелегален и лажен, се заклучува дека државата е под регулирани околности принудена нелегално да се представува. Нелегално или лажно представување е спротивно на општите правни норми од меѓународен поредок, како и на императивните норми, што значи природно право. Со лажното представување, државата е осакатена за основен дел од правната личност, дипломатското државно независно представување, а имајќи во предвиди дека губи основен елемент на суверенитетот, полна правна слобода, да суверено и самостојно избере своето име, односно идентитет, ваков очигледно несуверен субјект не може да се квалифицира како држава. Понатаму, ваков несуверен субјект не е ниту протекторат, значи нема договор за протекција според правилата на ООН и како субјект остварува одредени меѓународни права, но под лажното име или лажното представување. На овој начин, несуверен субјект кој лажно се представува го крши меѓународното право на своја штета и ремети го делува негативно на меѓународен правен поредок. И понатаму, како субјект кој надвор и внатре во државата лажно се представува, посебно на внатрешен план врши редефинирање на сопствениот национален идентитет спротивно на основните норми на меѓународното право. Оттаму може да се заклучи дека се работи за лажен меѓународен субјект кој не действува според правилата и принципите на меѓународното право, со редефиниран национален идентитет, односно Република Северна Македонија е лажна држава која крши основните норми на меѓународното право, вклучувајќи го и Jus Cogens нормата или нормите.
Subjektot Republika Severna Makedonija ne samo što ne je suverena država i nema osnovni belezi na pravna ličnost, tuku lažno se predstavuva, deluvajki formalno kako međunarodno praven subjekt, vrši šteta po međunarodno praven poredok, deluvajki kako remetilački protivpraven subjekt. Evo kako po jednostrano raskinuvanje na dogovorot so prespa, so raskidna nota do Grcija. Profesor Igor Janev, kako Makedonija da si go vrati vekovno to ime, pišuva ušte mnogo odavna. Evo jedna od njegovite statiji od 10.10., to jest se izvinuvam 20. mart 2023. godina. To i veli, jedan od najglasnite borci za raskinuvanje na međunarodnite dogovori, koji što pri samoto sklučuvanje bea poveke slojno konfliktni i kako forma i kako sodržina, no i kako uslovi i pritisoci pod koji bea potpišani, što spored međunarodno pravnite eksperti predizvika mnogo poveke štetni posledici otkolku korisni, agi vključi Makedonija, najprvo so Bugarija, jedna godina podocna i so Grcija. Profesorot po međunarodno pravo, veli profesorot po međunarodno pravo na Institutot za politički studij od Belgrad, profesor dr. Igor Janev. Analiza. Jedan od najglasnite borci za raskinuvanje na međunarodnite dogovori koji što pri samoto sklučuvanje bea poveće slojno konfliktni i kako forma i kako sodržina, no i kako uslovi i pritisoci pod koji bea potpišani. Osnovna ta pretpostavka za zapiranje na proces na bugarizacijata, potočno bugarska asimilacija, i povrzano s ova vospostavovanje to na ime to Republika Makedonija, odnosno odstranuvanje na segašnoto bazirano vrst prespanski od akt Republika Severna Makedonija raskinuvanje to na prespanska ta spogodba. Po raskinuvanje to na ova spogodba neophoden čekore da se izvesti generalni od sekretar na organizacijata na Objedinetite naciji i da se bara odstranuvanje na ovoj akt od registarot na on kako raskinat dogovor. Ako vi koji što sega ste vo politikata vo Makedonija, partijata što vlade momentalno so republikata, ili opozicija ili drugite partiji, ve molam, sledete go ova što go pišuva profesor dr. Igor Janev, videki to mnogo dobro gi poznava ovije raboti. I nema što da se dvoumite ili da ste zagriženi za to, ako napravite ono što go predložuva profesor dr. Igor Janev, deka to aki bidi štetno, v sušnost štetata. Ja se sočuvam Makedonija so šteta već je mnogo godini. Da povtoram pak što pišuva dr. Igor Janev. Osnovna ta pretpostavka za zapiranje na procesot na bugarizacijata, potočno bugarska asimilacija, je povrzano s ova vospostavuvanje na ime to Republika Makedonija, odnosno odstranuvanje na segašno to bazirano prespanski akt Republika Severna Makedonija raskinuvanje to na prespanska ta spogodba. Znači, znajeme deka treba da se raskini taja spogodba ili toj dogovor što je potpišan vo prespa. Po raskinuvanje to na ova spogodba neophoden čekore da se izvesti generalen sekretar na organizacijata na Objedinetite naciji. Jednostavno, jedno pismence ne mora da biti dolgo. Treba da se izvesti generalni sekretar na on i da se bara odstranuvanje na ovoj akt od registarot na on kako raskinat dogovor. Točka. Potom državata mora da povede akcija preko predlog rezolucija na generalno to sobranje na on za produžuvanje na členstvo na državata Republika Severna Makedonija pod ime to Republika Makedonija vo on.
Мислам дека децата може това да го разберат. Подобро. Значи, државата мора да поведе акција преку предлог резолуција на Генералното собрание на ООН за продолжување на членството на државата, така наречена Република Северна Македонија, под името Република Македонија во ООН, кое што е легитимното име. Се разбира дека Грција нема да седи со скрстени раце и ќе ги повика Соединетите Американски држави, Франција и Велика Британија да свикаат седница на Советот за безбедност. Грција никогаш не седи со скрстени раце, освен може би кога пијат кафе, седејќи покрај Егејското море или Бело море. Безбедност на Обединетите нации, бидејќи Република Северна Македонија еднострано го раскинала Преспанскиот договор, со што ќе се обиде да ја наметне перцепцијата дека со тој чин се загрозуваат регионалниот мир и безбедноста. Секако дека можат тие тоа да пробаат да го тврдат, меѓутоа, и тоа им беше еден од аргументите, ако не и најглавен аргумент, дека наводно ќе се загрозат регионалниот мир и безбедноста, видовме дека вистина е дека такви нешта не се случија. Никогаш тоа не било всушност вистина и немало такви проблеми, така да тоа е измислување. Но тие можат да го употребат, тоа се разбира, тоа е нивно право. Тоа беше мој коментар, Силвана Павловска коментира. Понатаму во таа насока Грција ќе бара, вели професорот Игор Јанев, ќе бараат од СБ да донесе препорака и одлука со која ќе и наложи на Македонија да мора повторно да се обврзе со истиот акт. Значи, тие ќе си ја тераат својата желба работа. Притисокот ќе го вршат и бараат од други да биде приморана Македонија повторно да се обврзи со истиот акт или Преспанската спогодба, или да седне на маса и да започне со нови преговори за идентитетот, базирајќи врз претходно раскинатиот Преспански договор. Ако ги следите моите емисии посветени на најновото дело на професор доктор Игор Јанев, каде што имаме скоро 40 епизоди, во нив се зборува за фактот дека не е во юрисдикција на Обединетите нации да натераат една држава да преговара околу идентитетот на таа држава. Идентитетот не е преговарачка рамка, всушност. Тука се работи за членство. И како што веќе знаеме, уште од самиот почеток, Обединетите нации ја примија Македонија во Обединетите нации затоа што ги исполни сите потребни услови. Меѓутоа, после тоа имаше измислени дополнителни услови и некои од нив не се разбира, туку знаеме дека се поврзани со идентитетот и исто така со ова предпоставка од страна на Грција дека ако не потпиши Македонија Преспански договор, дека ќе се загрози регионалниот мир и безбедноста. Нема докази дека тоа нешто се случило, дека ќе се загрози регионалниот мир и безбедност. Да видиме што вели понатаму професор доктор Игор Јанев. Доколку Македонија цврсто застане на позиција дека нема намера повторно да го склучи раскинатиот акт,
što je suverena odluka na sekoja država ili pak da pregovara za novo to ime, manevarski od prostor na sebe i na on, to jest je mnogo mal i objektivno ekstremno limitiran. Znači ima ograničuvanja. Imenovo sporedbata so Vosporedba sušnost so 1993. godina Sovetот za bezbednost, znači Sovet za bezbednost, prostite ne vi kaža prethodno, na Objedinjene nacije nema da može da donese, znači, da go pročitamo ovaka. Pak, dokoliko Makedonija, i Makedonija nema pričini da nego pravi ova je njezina polza. Dokoliko Makedonija cvrsto zastane na pozicija deka nema namera povtorno da go skluči raskinati od akt što je suverena odluka na sekoja država ili pak da pregovara za novo to ime, manevarski od prostor na Sovjeto za bezbednost na Objedinjene nacije mnogo mal i objektivno ekstremno limitiran. Imenovo sporedba s 1993. godina Sovjeto za bezbednost na on nema da može da donese jedno rezolucija so koja ke nametne povtorno privremena referenca od takov bilo kakov vid ili da ja vrati prethodnata referenca BRM, odnosno nema da može da ja vospostavi prethodnata sostoba. So nametnata referenca, бидејќи сега ги немаме истите околности. Проблемот со референцата БРМ не заврши во Советот за безбедност на ООН, туку во регистарот на ООН како спогодба од небезбедносен, поточно административен, несуштински карактер, и нема да има консенсус меѓу големите сили со различни доктрини околу суверенитетот на државите, посебно Русија и Кина нема да бидат индиферентни и да допуштат интерферирање во внатрешните работи, се разбира водени од своји интереси. Број 2. Резолуција со која ќе се бара оваа држава, РСМ, повторно да ја склучи истата спогодба, бидејќи Советот за безбедност нема надлежност за овие суверени домашни уставни прашања и нема да има минимум консенсус меѓу големите сили, од кои двете, Русија и Кина, ја базираат својата надворешна доктрина врз основа на апсолутен суверенитет за секоја држава членка на ООН. Имено суверено право на секоја држава е да склучува и да раскинува договори и суверено да го определува или менува своето државно име, а органите на ООН немаат надлежност да се мешаат во овие одлуки, кои се во строга внатрешна надлежност на секоја држава, посебно одлуката за уставно име. За ова јас веќе зборував кога го споделував договорот подпишан меѓу Македонија и Грција и другите земји, Бугарија и двојазичноста. Обширно, затоа ви препорачувам, ве молам да ги следите тие емисии се на англиски јазик, затоа што сакаме по широката јавност да допреме донесе, а истото и секако ако вие разбирате англиски да го следите. Од тие се факти, тоа е вистина за кој што зборува професор доктор Игор Јанев. Трето, резолуција со која ќе наметне нови преговори околу државното име, ова е практично невозможно, вели професорот, освен ако самата држава имплицитно или експлицитно не даде некаков вид согласно за преговори или репреговарање околу истата абсолвирана материја, зашто и самата Грција нема да се согласи. Како што и Македонија не сме да даде никаква согласност од каков било вид, ниту премолчено дека ќе го репреговара новото име на државата. Македонија мора да инсистира на име со кое аплицираше во Обединетите нации во 1993 година, како единствено легитимно име на нацијата и државата, за кое народот дал согласност и кое не беше резултат на надворешното интерферирање, мешање или надворешен акт договор.
Во својот заклучок во оваа статија, професор доктор Игор Јанев вели, тргнувајќи од фактот дека РСМ денес нема веќе привремена референца, а нова не може да се наметне, ниту од македонската страна ќе се прифати, а истовремено државата не се согласува со постојано државно име РСМ, не се согласува со постојното државно име РСМ како нелегитимно, ниту со Преспанската спогодба, а земајќи го предвид фактот дека овој што беше она тело на Обединетите нации, за кое што ви спомнав пред малку, како го викаат, без разлика, е поделен по прашањето за интерпретација на концептот за суверенитет, можеме да заклучиме дека СБ на ООН нема да може да донесе каква било обврзувачка одлука со која повторно би можела да се инсталира привремена или трајна референца деноминација или да натера една суверена држава на преговори околу името. Тоест, идентитетот, што впрочем не е ниту легално да се бара, или повторно склучување на истиот или сличен договор за дефинирање на државното име, односно на државниот идентитет. Македонската дипломатија мора да го истакне фактот дека секој идентитетски договор секогаш е нелегален акт, бидејќи представува несуверено определување на материјата што е во строга внатрешна надлежност. Оттаму, секој надворешен акт за менување идентитетот е акт со кој, независно од легитимитетот, се наметнува националниот идентитет. Понатаму, наводните безбедносни причини во наводници, во споредба со 1993 година, нема да влијаат врз донесување каков било вид обврзувачка резолуција, а без ваков акт Македонија може да оди напред. Вау! Може Македонија да оди напред. Това би било прекрасно. И да го постави прашањето во Генералното собрание на ООН, водена од фактот што проблемот не е заклучен во СБ, а спогодбата од Преспа немаше порано завршна резолуција во Советот за безбедност, туку како несуштинска пријателска спогодба, тоест, пријателска спогодба само беше регистрирана во регистарот на ООН. Со други зборови, доколку нема обврзувачка резолуција на СБ на ООН, пример има само председателското соопштение или препорака, тогаш последниот збор околу државното име на оваа држава го има Генералното собрание на ООН, во кое државите немаат право на вето. Немаат право на вето. За продолжување на членството на оваа држава во ООН под Република Македонија како несуштествено прашање се гласа со просто мнозинство од присутните што гласаат. Едноставно кажано, просто мнозинство од присутните во салата на Генералното собрание, во кое членуваат 193 држави членки на ООН. Ако, например, во салата на Генералното собрание на ООН се присутни и гласаат 120 држави, за позитивен исход ќе ни требаат 61 глас. Ова е многу лесно да се постигне со стручни луѓе. Доколку, например, не успее ваквата акција оваа година, на ова Генерално собрание на ООН може повторно да се поведе акција следната, а потоа и ако треба и следната, се додека не се изгласа одлуката оваа држава да членува во ООН како Република Македонија, објаснува Јанев. Потребен е стручен и искусен тим за справување со предизвикот враќање на името. Сега јас сакам да го поставам прашањето овдека, дали сегашната влада, предводена од ВМРО, ДПМН и така натаму, има именувано тим, стручен и искусен тим за справување со предизвикот враќање на името. Има ли или нема? Ако има, сакаме да знаеме
кога е тој спроведен и кои се тие луѓе кои што се во тој тим. Ако нема, тогаш зошто нема? Кои се причините? Според професорот Јанев, исклучително е важно во целата операција за враќање на уставното име Македонија да ангажира силен експертски тим, при тоа несебично, вели тој, несебично нудејќи да го сподели и собственото стручно искуство и директно да учествува во тимот што ќе работи на враќање на уставното име на државата во ООН. Професорот Јанев е скептик дека со актуелниот човечки кадар во македонското МНР може да се издействува ваква поделба во ООН. Да. А причините за тоа ги гледа во високата нестручност на луѓето во дипломатијата. Наеме дека постоела таа нестручност и затоа сме доведени во ова дередже. Сите ние во Австралија, во Америка, низ Европа, Азија, каде и да сме, не само во Македонија. Овие одлуки, спогодби, влијаат врз сите нас. И тоа негативно. Воопшто не постои задоволство во диаспората и во републиката околу овие настани. Се надеваме дека професорот Јанев нема да биде толку скептичен и дека со промена на власта, дека е воспоставен нов тим на стручњаци, искусни луѓе, кои што ќе работат на ова прашање да се врати името на Македонија, Република Македонија, како што беше во 1993 година. Според него, со враќањето на името Република Македонија во ООН ќе им се стави крај на грчката и на бугарската асимилација врз македонскиот народ. Потоа тој вели на крајот, во последно време многу меѓународни договори се предмет на раскинување или на повлекување на едната договорна страна. Тоа всушност представува аргумент плюс дека она што е во одреден момент било договорено во поинакви околности, услови и контекст, некогаш и под притисок, принуда или ултиматум кон една или друга договорена страна, повеќе не обврзува никого во иднина да се придржува до тој документ, бидејќи нанесува штета за државата, односно за граѓаните на некоја од договорените страни. Второ, и доколку се одредени клаузули од склучениот меѓународен договор се диагностицираат дека се во спротивност со меѓународното јавно право, а посебно со така наречениот перемпторно право или jus cogens, таквите договори апсолутно се неважечки, односно ништовни. Има доста докази за тоа. И за тоа зборуваме исто така во нашата серија посветена на овие работи, која што можете да следите на мојот YouTube канал во Фокус со Силвана Павловска. Во продолжение следуваат неколку скорешни примери од раскинувањето или пак повлекувањето од одредени меѓународни договори. Имено неодамна Аргентина најави дека се повлекува од меѓународниот договор постигнат со Велика Британија во врска со суверенитетот над Фолкландските острови, документ со кој беше ставена точка на неколку месечните воени дејства во кои животите ги загубија повеќе од 900 луѓе. Аргентинската влада сака одново да преговара со Велика Британија за суверенитетот на Фолкландските острови и се повлекува од пактот Форадори Данкан. Пред известно време, Соединетите Американски држави официјално се повлекува од меѓународниот договор Отворено небо, со кој се овозможуваат извиднички летови на невооружени авиони над територијата на 34 земји.
Sličen čekor napravi i Rusija, koga jednostrano se povleče od međunarodni dogovor za kontrola na nuklearno to oružje postignat među SAD i Rusija. Sve to ova govori deka međunarodните dogovori nese aksioma, niti za najgolemite svetski sili, so čije raskinuvanje se doveduva pod rizik svetskata bezbednost. Suštinski je deka isključuvanjето, како и раскинувањето на меѓународните договори, се случува во оној момент кога со таквиот чин се подобрува и унапредува статусот на договорните всушност страни или држави во врска со прашањата од конкретниот договор. Наедно да се подобрува и унапредува положбата на граѓаните, на народите, нациите, од државните подписнички на конкретниот меѓународен договор. Затоа што, всушност, меѓународното право и поредок се востановени, токму заради постигнување просперитет и одржлив развој на глобален план на сите држави во светот, изедначувајќи ги сите како засегнати страни во уредување на светскиот поредок, мир и демократија, а никако на нивна штета, што за жал се покажува во повеќе меѓународни практики, вклучувајќи го и нашиот македонски пример. Ете, тоа беа размислувањата, фактите, вистината од професор доктор Игор Јанев, на вас доста познат преку моите програми на YouTube во Фокус со Силвана Павловска. Јас ви благодарам за вашето внимание и се надевам дека ќе ми се придружите следниот пат, каде ќе зборуваме за други актуелни прашања од голема важност за сите нас. Ве поздравувам и уште еднаш ви благодарам.